Ке исчезне ли универзална сала, препознатливиот белег на постземјотресно Скопје од ова место? Градот Скопје распиша конкурс за идејно решение за изградба на нов парк со летна сцена на местото на универзална, откако за идејата да се гради нова концертна сала на истото место од Асоциацијата на архитекти им било речено дека програмата за новиот објект е преобемна за да се гради на местото на универзална. Главнината од граѓаните што ги анкетиравме се против градењето парк на местото на универзална сала. Даруваното треба да се чува. Ни случајно, тоа е белег на земјотресот. Тоа е белег на една земја солидарна што градела за Скопје. Ни случајно да не се гради. И тоа е една врста гордост на ова наше мало. Рушење тоа е само илузии, ништо друго. Нема што да работи, па сега ќе руши, па ќе менува локација. Апсолутно против. Само да остане, не знам, ја убаво овде, не да се згради зграда, барем може представи да имаш, има тие работи. Апсолутно нов објект, нефункционален е, а зеленила. Да се направи убав парк. Универзална сала треба да се реставрира, а не да се гради парк на тоа место, смета архитект Даница Павловска. Нити е момент да така рано се распише конкурс за парк, нити се слагам со ставот да таму биде парк наместо универзална. Универзална е нешто што останува како репер, како сеќавање од нашата колективна меморија и пред се како морален долг кон солидарната помош од целиот свет. На предлог на Асоциацијата на архитекти, можни локации за новата концертна сала се парцелите кај стаклениците на јавното предпријатие Паркови и зеленило и кај спортската сала Борис Трајковски. Тие и предлогот за парк на местото на универзална, градоначалникот Шилегов ги објаснува како начин на заштита на земјиштето од друга градежна узурпација, но потенцира дека нема решение за новиот објект и дека се отвора дебата. Универзална сала беше изградена 1966 година според проект за циркуска сала дониран од Бугарија со средства од Фондот за обнова и изградба на Скопје од многу земји. Поради дотраеност, објектот не се користи од 2015 година. За можното рушење на универзална се огласи и поранешниот градоначалник Коце Трајановски. Тој го праша Шилегов зошто ја руши универзална сала и дека кај поранешниот министер Алагјозовски однел готов проект за реконструкција, но градбата не започнала.